Почитувани, започнува уште еден нов ден. Во оваа денешна емисија, последна за оваа година, ќе ви ги представиме талентираните момци и девојки од Охридскиот карате клуб Шидокан. А одвојуваме минути за еден доста интересен спорт кој особено предизвикувачки во овој дел од годината. Во денешниот мотиватор одвојуваме минути за талентите од Охридскиот карате клуб Шидокан. Овие момци ќе ви покажат дел од вештините кои што ги поседуваат во една древна боречка вештина. Да погледнеме. Почитувани, добро се познати бенефитите од применувањето и практикувањето на боречките вештини. Но се чини тоа најдобро го прикажува боречката вештина од јапонско потекло каратето. Не само што е добра за физичкиот развој, туку секако помага и во психичкиот развој пред се на децата кои што го тренираат овој вид на спорт, меѓутоа и генерално за сите и за оние возрастните кои што се занимаваат со карате. Сега, на кој начин каратето помага и дава бенефити за човечкото тело и за психофизичкиот развој, ќе ни објасни карате инструкторот Глигор Глигуровски од карате клубот Шидокан од Охрид. Глигор, ајде прво да кажеме она што најпрво го споменавме. Како каратето помага и придонесува во психофизичкиот развој на една индивидуа? Придобивките од карате тренингот се многобројни. Прва е психофизички развој на учениците, физичко здравје, цврсто тело, издржливо тело преку физичкиот тренинг на карате, потоа психичкиот развој го опфаќа менталниот дел, каде што ученикот преку физичкиот тренинг стекнува самодоверба. Таа самодоверба влијае позитивно на изградбата на карактерот на самиот ученик кој што тренира карате. Понатаму, покрај психофизичкиот развој, значи важна е самоодбраната, аспектот на боречката вештина кој што служи за самоодбрана на ученикот. Исто тој дел придонесува за самодоверба на ученикот, кога може да се одбрани во опасни ситуации. Во тој случај му расте самодовербата и на тој начин тоа значи дека може да се одбрани, тоа е самоодбрана во карате. И на крајот придобивката карате се тренира и како спорт, каде што ученикот е подлегнат на спортски притисок и каде што го гради спортскиот дух и надпреварувачки дух. Тука гледаме една убава група од мали дечиња кои што го тренираат оваа боречка вештина. Од што се состои најчесто нивниот тренинг кога доаѓате тука? Карате тренингот се состои прво од загревање. Значи, мора телото да се загрее, да екстремитетите, рацете, нозите, телото да се доведат во состојба, да можете елементите да се изведат кои што ги има карате вештината. Потоа е главниот тренинг после загревањето и на крајот е опуштање на телото, доведување на телото во првобитната положба, како што сме започнале, така и да завршиме. Колку е важно, значи, ова пред се ова загревање кое што го правите на почетокот од секој тренинг? Загревањето е од најголема важност. Доколку не се загрееме добро, тогаш може да настанат повреди. И кои што би биле од фатален карактер. Значи, загревањето е можеби и најважно. Добро, што се е потребно да се научи во текот на еден циклус, да речеме, на применување и практикување на каратето со цел да се каже дека сега ги совладавме најважните чекори од каратето. Нели ги правите оние кати, имате надпревари, значи што се вклучува она што ги учите децата? Во каратето има рангирање, има степени појаси и одреден појас бара одредено знаење. Во основата на карате кихон, одредени кати и на крајот примена. Катата и кихонот доаѓаат како теорија и примена на теоријата во пракса тоа е кумите борби на крајот. Значи во сите овие три области ученикот треба да ги задоволи критериумите на испитувачот за да го стекне одреденото знаење. Сега што спомна циклус, каратето се тренира, има изрека, карате е за цел живот и не прекинуваме да учиме, секогаш сме ученици, нема крај знаењето. Добро, каков е интересот, особено кај младата популација за да тренира карате? Интересот е голем. Кај малите сакаат
да се врзат за нешто, особено децата, кога ќе се врзат за тренинзите и тогаш остануваат години да тренираат во карате клубот. Сега, нашиот клуб е интернационален, критериумите се малку повисоки и тие што се помалку заинтересирани не успеваат да издржат да останат на тренинг, но како што гледате оваа група, успеале да обстојат и може сами да процените за квалитетот на нивното тренирање, како изгледа. Така. Карате клубот Шидокан важи и за трофеен клуб. Каде последно имате настапувано, со какви одличија се вративте? Значи, последните 5 години интензивно настапуваме на меѓународни надпревари. Последно бевме минатата година на светско првенство во Бургас, Бугарија, каде што се вративме со 11 медајли, од кои едно злато, титула светски шампион, 3 сребра и 7 бронзи. Инаку во досегашната карате историја на овој клуб имаме освоено 62 медала на меѓународни надпревари, од кои 14 златни, 15 сребрени, чинам 33 дека се бронзени. Добро, тука гледам вечина од различни возрасти, значи која возрастна група е опфатена и ете дали може некои и повозрастни лица кои што сакаат да тренираат карате да се приклучат? Има погрешно мислење дека каратето е само за деца, особено возрастните. Во овој град мислат дека каратето е само за деца, што е спротивно на тоа. За секоја возраст, особено ако е подмината возраст, тогаш поинакви се тренинзите за повозрастните отколку за децата. Интензитетот, техниките се поразлични. Сега, ако сака да се опфати онаа етапа спорт, која што е, тогаш подобре помлада возраст. Кај нас во клубот од 6 години, штом започнат на школа, штом децата се социализираат до средината, тогаш може да почнат да тренираат тука. Зашто ако почнат пред таа социализација да се случи, тогаш децата се врзани за родителите и овој авторитет тука и хиерархија им доаѓа многу тешко за издржување. Добро, нешто некои надпревари кои што во име може би ве очекуваат? Го чекаме на следното европско или светско првенство и се спремаме интензивно. Тие се случуваат на 2 години најчесто и преку една година ето се напреваруваме доколку има некој турнир од помал ранг, да речам, меѓународен кој што и доколку успееме да обезбедиме финансите важен дел, учествуваме. Оваа година паузираме со цел да го реконсолидираме тимот, пошто има промена на генерации и тренираме напорно за активностите кои што не чекаат наредната година. Календарот уште не е објавен точно, но спремни сме кога ќе објават да учествуваме. Добро, споменавте дека се тренираат кати, дека има и надпревари. Кој ете според вас или барем од она што го гледате во работата со децата, кој дел им е така поспецифичен, можеби потежок за изведување или пак кој дел ете повеќе го сакаат децата? Секој дел и кихонот, базата и катата и борбите имаат своја тежина. Сега ги тренираме темелно трите дела. Значи децата освојуваат медајли и во кати и во борби. И добра им е базата, мора да има добра база за да се добри и во ката и во кумито. Не можам да одвојам, пошто добри се и во една и во друга област. Почитувани, во денешниот мој разговор во студиото на ТВМ имам една доста интересна личност, која што е неразделно поврзана и со главниот град, меѓутоа и со бисерот Охрид. Мој денешен гостин е Илина Арсова, алпинист, човек кој што се занимава со екстремно планинарење, со сноубординг, со параглайдерство и со многу други екстремни спортови, а воедно се занимава и со туризам. Илина, најпрво добре ни дојде во студиото на ТВМ. Добро вечер, добро најдов. Од вај стигнав, ама ете стигнав на време. Така, па тоа добро, тоа не би требало да ти представува проблем со
оглед на тоа со какви спортови се занимаваш. Да, можев и пешки да тргнам, ама дали ќе стигнев на време? Така. Позната си во јавноста по твојата огромна љубов кон екстремните спортови. Најголемиот дел од македонците те познаваат како македонката која што се искачи на Монт Еверест. Ти обожуваш да искачуваш врвови, всушност, и најновото твое достигнување, искачувањето на највисокиот врв во Европа, таму некаде во Русија, го докажува тоа. Ајде да проговориме малку околу твоите последни достигнувања. Да, тоа е врвот Елбрус, се наоѓа во јужниот дел на Кавказот, планините кои што се всушност природна граница помеѓу Европа и Азија, и затоа тој врв кој што има висина од 5642 метри, е највисок, се смета за највисок врв на европскиот континент, бидејќи се наоѓа токму на границата помеѓу Европа и Азија. За многумина познат е Мон Блан во Франција како највисок врв во Европа, но тоа е некако западна Европа, а ако се земе предвид целиот европски континент, тоа е Елбрус во Русија. Сега новитет беше, од Македонија има доста луѓе кои што се искачиле на Елбрус и претходно, но јас одев со скии, бидејќи беше мој голем предизвик со скии да се качам и да скијам од една голема планина, а Елбрус дозволува таков терен има што дозволува таков тренинг. И тоа го направив и во една посебна ски техника, се вика телемарк техника, тоа е една од најстарите скијачки техники, всушност почетоците на скијањето така. Биле и тоа е техника која што ја изучував прошлата година во Италија, ја надградував оваа година повторно во Италија во ноември и успеав ете меѓувреме на Елбрус и малку да ја практикувам, но и да се спуштам од самиот врв. Беше навистина интересно искуство, бидејќи за прв пат и од таа висина одев сама, потполно сама, значи беше едно ново искуство, дека бев на непознат терен, уште и со ски, и сите пречки по патот, намалена видливост, силен ветер, екстремни температури, но и сите убавини, кога си сам немаш со кого да ги споделиш, кога ти е тешко немаш кого да му се пожелиш, кога ти е убаво немаш со кого да го споделиш. Па како е да се биде сам таму некаде на највисокото место во Европа? Па чувството е убаво, значи тоа мое патешествие имаше две фази. Всушност два пати јас се искачував, бидејќи првиот пат не успеав да се искачам само за 42 метри. На висина од околу 5600 се молев да видам некој човек по планината кој што ќе се спушта надоле за да можам и јас да слезам заедно со нив. Бидејќи бев толку уплашена, не се гледаше ништо, имаше многу лоша видливост, а беше навистина ладно и бев тргната сама и реков дека никој пат повеќе не би одела сама на планина. Кога догледав една група како се семнува од таа точка, тоа е скоро до врвот, но не е самиот врв. Си реков ќе одам заедно со нив надоле, барам да знам дека не сум сама. Но бидејќи јас бев со ски, тие беа пешки, многу побрзо се симнав надоле и бев спремна да си го променам билетот и да се вратам дома. Бев задоволна дека ете сум се искачала на 5600 метри, сум скијала таа висина, бев спремна да си дојдам дома без да го искачам самиот врв. И многу интересно беше што мојот татко, всушност секогаш сум имала многу голема поддршка од моите родители и многу сум им благодарна за тоа. Мојот татко беше тој што ме убеди да се вратам, дека ако не се вратам ќе зажалам, дека ми предстои добра прогноза, тој ја погледнал на интернет прогнозата и ме убеди да се вратам, дека сега веќе сум и навикната и го познавам и теренот скоро до пред самиот врв и така се вратив повторно од селото каде што престојува во дното на планината. Повторно се вратив горе и повторно во следните 2-3 дена го искачив врвот и скијав од самиот врв. Така. Како те пречека таму долу во селото? Веројатно се навикнати луѓето таму да пречекуваат луѓе кои што се занимаваат со екстремни спортови па се искачуваат до врвовите. Да, таа планина е доста популарна. Одат стотици луѓе таму. Некои одат само така за прошетка во дното на планината, бидејќи има жичарница која што стигнува доста високо, до 3500 метри може да се стигне со жичарница. Во летниот период особено има доста планинари од целиот свет кои што доаѓаат да го скијат.
кои што доаѓа да го искачат, но за со ски да се оди, мора да се оди порано во сезоната кога се уште има доволно снег. Значи јас бев таму на почетокот на јуни и не очекував толку ниски температури, имаше температури до минус 30 степени, мислам дека. Но мештаните не се нешто посебно изненадани, бидејќи тие се навикнати, тоа е доста популарна дестинација таму и баш луѓето од цел свет доаѓаат да го качат врвот. А и немаше искрено и немаше многу луѓе што знаеа дека сум таму, што знаеа дека ќе одам, па. Така. Добро, овој врв е само еден од 7-те кои што сакаш да ги искачиш, некаде на половина си од таа твоја мисија, кажи ни нешто повеќе околу целиот тој. Да, значи таа мисија ја имаат, тоа е голем предизвик за мене во екстремното планинарење, тоа е светски предизвик, кој што само 70 на жени во светот го имаат направено, а вкупно околу 250 мажи или вкупно заедно мажи и жени, не повеќе од 300 и нешто луѓе, во светот кои што ја имаат комплетирано таа задача, со тоа што јас еве на некои врвови сакам да одам со ски, да не биде планинарење, односно искачување на врвот, туку да биде тоа ски искачување и спуштање од врвот. И тоа ги вклучува значи највисоките врвови на сите континенти. Во 2011 го искачи врвот Аконкагва на Андите, тоа е највисок врв на Јужна Америка. Потоа Килиманџаро, највисок врв во Африка, па Еверест како највисок на светот и највисок на азискиот континент. Сега беше Елбрус, највисок на европскиот континент. Во 2012 година се обидов да го искачам Денали, кој што е највисок на северноамериканскиот континент, но не успеав. Со моите пријатели не успеавме да се качиме на врвот, па ќе се обидам повторно оваа година. И после тоа ми остануваат уште оној во Австралија и на Јужниот пол. Така. Добро, освен она што е очигледен предизвика, тоа е искачувањето на Монт Еверест, кој од овие 7 врвови можеби сметаш дека лично твој најголем предизвик? Да речеме, Монт Еверест беше навистина тешка задача, бидејќи е многу долга таа експедиција. Физички, јас многу често говорам и на јавни презентации ме викаат и во школи и на универзитети, кај што на некој начин се обидувам преку мојата приказна да ги мотивирам младите да газат напред и да ги остваруваат своите цели. И навистина проблемот со Монт Еверест не е толку и физичката кондиција, туку дека е тоа долго. Трае 2 месеци, значи 2 месеци вие се одвојувате од вашиот секојдневен комфорт, се одвојувате од вашите најблиски, се одвојувате од вашиот кревет кај што сте навикнати да спиете, од вашата топла постела. 2 месеци се легнувате во студена вреќа, значи тука има многу психолошки моменти. Но и покрај тоа што е највисок, Монт Еверест не е најтежок. Монт Еверест, например, тоа е многу индивидуално искуство. На секој врв може различно човек да си помине. Например, овој врв Мекинли или Денали во Алјаска, сега по втор пат ќе се обидам да го искачам, бидејќи првиот пат не успеав, а тоа е дури 2000 метри понизок од Монт Еверест. Че висината можеби не игра баш најклучна улога. Игра доста битна улога висината и тоа е многу индивидуално како различен човек ја поднесува таа висина, но исто така цел склоп од околности ја прават планината по-достижна или помалку достижна. Така. Треба да се има секако и среќа со времето, треба и вие здравствено да сте добар, да се чувствувате добро, физички секако треба да сте подготвени, но и премногу емоции, премногу психолошки кризи може исто така да го попречат искачувањето. Така. Добро, 2 месеци самото искачување, колку траеше целата подготовка околу искачувањето на Монт Еверест? Многу често луѓето ме прашуваат ова прашање и можам да кажам дека последната година беше навистина интензивно или последните 2 години беше навистина интензивна таа подготовка. Тоа се должи и на мојот животен стил. Јас сум зависна од тие активности. Еден ден ако не направам некаков тренинг на планина или некако физички да се истрошам, не се чувствувам убаво, ми се допаѓа чувството како се чувствувам после некаков си тренинг, особено ако е тоа неколку часа поминати во планина, бидејќи ме исполнува целото обкружување во планината. Но за подготовките на Монт Еверест можам да кажам и дека целото мое изминато искуство, значи тоа се 10 години
изминато искуство и искачување на различни планини, од пониска па повисока, па уште повисока или помалку стрмна, па повеќе стрмна, па комбинација од сите тие спортови кои што ги сакам, карпи, искачување на снежни врвови или пак нашиве македонски врвови, кои што се поумерени, и планински велосипедизам и екстремното скиење. Сите тие спортови некако го надополнија моето искуство и мислам дека благодарение на таа цврста основа успеав на крај да бидам подготвена и да го поднесам целиот тој и психички и физички напор кој што ме очекуваше на Монте Еверест. Така. А добро, што се јаде кога се качуваш на Монте Еверест? Од секогаш сум се прашувал што јадат тие луѓе за да може да го издржат сиот тој напор. Па проблемот е што на таа висина многу често и не ви се ни јаде, бидејќи губите апетит. Тоа се последици од реткиот кислород, последици од преголем замор. Многу е битно да се пијат достатичности. Има едно правило кое што вели водата е побитна од храна, а храната е побитна од спиење. По некоја битност на по некоја таква градација. Како се одразуваат сите тие работи на човековото тело. Дека ние дури и без храна и без сон можеме да издржиме неколку денови, но ако дојдеме до дехидратација, тоа е најголемиот проблем кој што може да допринесе за висинска болест и за разни други заболувања. Значи, треба да се пие многу вода, а вода нема, бидејќи водата замрзнува, има само снег, па треба да се најде снег, да се стопи тој снег. Носиме мобилни малечки кујнички на плинско, тие се експедиционистички направени да се пакуваат многу мали и постојано се готви, постојано треба да се пие. Ако гледаш дека твоите пријатели се уморни, а ти си способен, треба да направиш поголема количина, да им однесеш и на нив, мора да се поддржуваме до некоја мера. А во однос на храната има и една специјална дехидрирана храна која што се носи, таа е доста лесна и не зафаќа многу простор и тоа е висококалорични оброци се додава вода во нив или пак само се загреваат и тие се јадат на голема висина. Но Монте Еверест многу зборам, знам, не? Не, сакаме ние такви гости. Да? Да. На Монте Еверест е голема организација сето тоа. Значи, многу луѓе се вклучени. Имаме базен камп кој што е наш дом во тие месец дена, додека ние во вториот дел на искачувањето на планината одиме нагоре, надоле и цело време се состануваме на базниот камп. На базниот камп имаме кујна и кувар, каде што локалните луѓе, шерпаси, подготвуваат за нас храна и таму имаме доста нормална храна, уствари може да имаме не знам, секаква храна, бидејќи ти успеваат таму, бев зачудена како успеваат на тоа плинско таму да направат и некој за чудо еднаш кога успеа да ни направи пица тој например на таа висина, беше зачудувачки, а после тоа кога се искачивме, кога се вративме по искачувањето на врвот, ни донесе торта. Се прашувавме како успеа да направи таа торта во толку ограничени услови. Веројатно си се добро увежбани таму. Да, сигурно. Така. Океј. Илина, овде предлагаме на кратка пауза да направиме за реклами, потоа се враќаме во студио. Екстра новогодишна акција во Екстра Маркет. Колбас говецки целе 103 денари. Кашкавал мешан екстра 319 денари. Мајонез екстра 89 денари. Грашок подравка 62 денари. Новогодишно пакетче 99 денари. Швепс газиран сок 60 денари. Вино тиквеш 209 денари. Екстра заштеда во Екстра Маркет. Божикен попуст во бутици Колезионе. Комплет машка и женска колекција со докажан квалитет и екстра Божикен попуст. Тренерки од 2400 на 1900 денари, кошули од 1500 на 950 денари, дуксериси од 1300 на 900 денари. Слекни празници со бутици Колезионе. Треба да се проба од се помалку. Така е најдобро. Видете, господине, не е добро да земете и јадете холестерол, хидрогенизирани масти, триглицериди, отрови. Дури и да е помалку. Бидејќи на зидовите на крвните садови ќе ви се наталожат маснотии. Тие маснотии го невозможуваат протокот на крвта
ја замастуваат крвта и го загрозуваат вашето здравје. Не, господине. Не се зема од се помалку. Се зема од тоа што е добро за вашето здравје. Немаме сите ангели чувари. Девизата од се помалку не е здрава. Земете од тоа што е добро за вашето здравје. Здрава храна, долг живот. Татка, а да частиш едно кафе? Што не кажеш бе, одба. За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Честито. Абортусот беше успешен. Здраво бебе кое можеше да порасне во прекрасно момче или девојка. Сум забележал дека сите оние кои го одобруваат абортусот се веќе родени. Роналд Реган. Летре дизајн. Проверено е. Имаш ли простор повеќе? Куќа што не ја користиш? Време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Почитувани, еве ни повторно назад во студиото на ТВМ. За оние кои што сега се вклучуваат на програмите на телевизија ТВМ, мој денешен гостин е Илина Арсова, алпинист, планинар, човек кој што се занимава со голем број на екстремни спортови. Илина, да продолжиме каде што застанавме. Ти ги љубиш планините и врвовите насекаде во светот, освојуваш врвови кои што се за многу луѓе недостижни, меѓутоа си ја сакаш и Македонија. Во Македонија каде си скачуваш? Македонија има многу добри услови за тренинг и тоа е мојата почетна дестинација. Значи се почнало од едно обично брдо што се вика Водно и моите најголеми страсти почнуваат од таму.
почнува спонтано сето тоа, нели, кога повеќе пати ќе се искачеш на една планина, сакаш да одиш се повисоко и повисоко и повисоко и така почнуваш да некако зависен сам. Апетитите растат и секако и повеќе се подготвуваш за сите наредни предизвици. Сега во Македонија морам да признам дека не ги имам искачено во Македонија сите врвови, баш сите. Ама имам во Македонија многу планини кои што ми се омилени и на кои што сум била многу пати. Например, и лани, па и за Монт Еверест, главната подготовка ми беше на Шар планина. И тоа благодарение на моите пријатели кои што ми овозможија да оценам таму подолго време и да тренирам заедно со нив и да се качувам и со ски и без ски во секакви можни услови. Нашите планини, покрај тоа што претходно кажав дека се умерени по својата конструкција и висина, сепак знаат да дадат едни сурови услови кои што некој пат ги немаме сретнато ни на Хималаите. Така. Океј, Галичица? Галичица ми е омилена, бидејќи сега Охрид е мојот нов дом, веќе 2 години наназад ја живеам во Охрид и Галичица ми е една секојдневна дестинација. Заедно со моите пријатели од Охрид, со Зашточак и компанија, ги искачуваме со велосипеди, пешки и со ски. Значи на секој можен начин се искачуваме на Галичица од сите можни страни и тоа е супер тренинг за мене, затоа што ми овозможува, не ми одзема премногу време во денот, ми остава време доволно и за да се работам нешто, овдека се бавам со туризам, а и токму тоа сакам да го понудам во туризмот, една активна понуда, која што сметам дека недостасува во туристичката понуда, а се поголем број странци тоа го сакаат. Сега Галичица, како што стигнав денеска од Скопје, не можев да се изнагледам колку е убава, целата е забелена и едва чекам утре да отидам со ски па да пробам да видам каков е снегот. И лани направивме неколку убави настани горе, одевме многу често со ски со моите пријатели од Охрид, а дури ги повикавме и скијачите, планинарите од цела Македонија да дојдат и да им покажеме ние што имаме тука на Галичица и дека и покрај тоа што немаме ски центар, ние сепак можеме пешки да се искачуваме до врвот и да скијаме до згора. И така направивме и неколку убави клипчиња на YouTube што може да се видат. Гужва на Магара се вика, кај што се собравме 30 на души од цела Македонија и се качивме заедно на Галичица и скијавме до згора. Што е најтешкиот елемент на Галичица? Ете, кога се искачуваш? Галичица е прилично не е нешто технички проблематична планина, ниту со висината, ниту поради пристапот, но како и секоја друга планина не смее да се подценува, бидејќи знае да има сурово невреме, знае да има намалена видливост. Например, има доста стрмни страни и ако не сме, а многу е тешко да се ориентираме кога има намалена видливост, кога има магла или облак, може да се забера во погрешна насока и да се падне на тие карпести страни, како што имаше и некој случај лани. Настрана од тоа, многу пати пак не сме стигнале до самиот врв. Било премногу ладно, премногу силен ветер, токму тоа не се гледало прст пред око што се вели. И дури ни на Галичица не сме успеале да се качиме на самиот врв, сме се завртели и порано сме се заминале. Тоа во планинарството, во тоа екстремно планинарие, тоа не е пораз, тоа не е неуспех. Бидејќи планината сепак останува таму. Во овој вид на спортови поразот е нешто фатално, знаеш, па треба да се почитува планината, треба да се слуша планината, која и да е планината некако треба да се воспостави контакт, дали таа ни дозволува во моментот да одиме и да се искачиме на врвот или не ни дозволува и зошто. Ке ни каже кога може да се искачиме. Да. Така. Ти се занимаваш со, како што кажавме, со повеќе екстремни спортови, од сето она што се занимаваш, што можеби тебе најмногу ти лежи на душа? Се поголема страст ми е тоа телемарк скијање, што го спомнав и на почетокот. Тоа е стара скијачка техника која што ја изучував минатата година во Италија, инаку потекнува од скандинавските земји, односно од Норвешка. И токму затоа оваа зима во февруари месец ве поканувам од 14 до 17 февруари ќе направиме и телемарк настан, каде што ги поканивме инструкторите од Италија да дојдат, да ја донесат таа специјална опрема за овој вид, за оваа дисциплина скијање и тие ќе направат бесплатна обука на сите заинтересирани кои што ќе сакаат да го пробаат овој спорт. Тоа е доста различно од алпското скијање поради некои сегменти
но значи ќе биде од отворен тип, ќе можат и воопшто почетници кои што не стапнале воопшто на ски ниту на сноуборд да се обидат да скијат. А секако дека тие што веќе имаат некакви познавања од снежните спортови, малце полесно ќе им биде да ја совладаат оваа техника. Тоа е се повеќе на нешто што се повеќе ме обседнува и постојано мислам на тоа. Но ги сакам подеднакво и сите други спортови. Како што кажав и на почетокот во најавата, ти воедно се занимаваш и со туризам. Од она што имав можност да се информирам, во твојот објект не ја нудиш онаа класична туристичка понуда, туку многу повеќе. Всушност во неа се инкорпорирани сите овие работи кои што ги сакаш. Да, тоа е еден центар за активности, и за креативни и за спортски активности. Освен, бидејќи јас сум по професија ликовен уметник, таму нудам и еден вид работилници, каде што се обидуваме и малце да ги едуцираме младите во однос на природата, да ја сакаат и да ја чуваат природата, па правиме некои креативни работилници преку рециклирање или пак на стари објекти им даваме нов живот. Исто така и нудиме и спортски активности, бидејќи тоа исто така е една едукација на младите се повеќе да се навраќаат во природата и да се бават со спортови под отворено небо, бидејќи не е исто да се оди во теретана и да се вежба во 4 ѕида затворени или да се качиш на некоја планина каде што самиот воздух, пейзажот кој што те окружува ти даваат една поинаква исполнетост, а тренингот може да биде подеднакво ефектен како и оној кој што го практикуваме во затворените простори. Така, што се може да видат гостите кои што ќе те посетат? Им предлагаме да во Заточак да дојдат, да ни се придружат на некоја од нашите прошетки. Имаме прошетки каде ги посетуваме напуштените села, Коњско Шипокно, исто така имаме тури Елшани, Пештани, Галичица. Односно тоа се нашите секојдневни активности каде што ги покануваме гостите да земат учество и да се држат со нас. Некако не е тоа класична понуда, туку тоа е нешто што ние го правиме, а тие спонтано се приклучуваат бидејќи сакаат да се дружат и им се допаѓа нашиот активен животен стил. А пак за мене е предизвик, ако видам некој што е прилично пасивен, да го натерам да направи некаква спортска активност и верувам и дека тоа им влијае и понатаму да продолжат да го прават тоа, бидејќи секој, до секого допира една таква убавина. Значи, кога ќе се искачите на една галичица и кога ќе го видите тој поглед од озгора, и она што најмногу ме воодушевува е што секој пат е различна. Секој пат се различни бои. Она што се гледа од озгора е секој пат поинаква слика. Никој пат не може да биде здодевно. И тоа чувство на исполнетост, на убавина, на чистина, јас го со огромна страст го пренесувам и на гостите и сум многу среќна што тоа допира до сите и сите кои што влегле кај мене си заминале задоволни со едно ново и поинакво искуство и од авантура, и од спорт, и од некаква креативност. Како фидбек добиваш од гостите? Ете, некои можеби се поактивни од живот и најверојатно тоа го бараат било каде да отидат, меѓутоа некои како што спомена се можеби попасивни. Како тие реагираат кога ќе видат што се правите вие таму? Па тие се воодушевуваат исто онолку колку што ние се воодушевуваме кога тие за прв пат ќе направат нешто како дел од нашите активности. И баш се сеќавам на еден гостин кој што па не знам, ми се заблагодаруваше, беше бескрајно благодарен за тоа што успеавме пешки да го натераме да се искачи до Коњско, а тој беше еден покрупен човек што се гледаше дека не спортува многу. Но исто така нудиме и не е нешто премногу захтевно тоа што го нудиме, бидејќи едно е мојот личен тренинг кој што јас го правам за да се одржувам во форма, а друго се рекреативните активности кои што се дел од мојот живот и кои што сакам да ги споделам со моите гости и пријатели. Но исто така имаме и доста рекреативни работи, значи одиме со кану, со гумено кајче по езерото се весламе и тоа ни се исто така некои рекреативни активности кои што ги нудиме на сите, на цели фамилии, без разлика на нивната спремност или обседнатост кон активните спортови. Значи имаме понуда за секаква категорија. Добро, колку
Ете, Македонија располага со природните убавини со кои што располага. Колку, според тебе, од она што го имаш како пракса во туризмот до сега сработено, колку имаме реално услови за да ги реализираме сите овие додатни активности кои што очигледно туристите дека ги бараат? Да, ги бараат. Мислам, има доста луѓе кои што работат. Јас се сеќавам уште 10 години наназад работев како туристички водич, токму во агенциите за алтернативен туризам. И уште тогаш работев како планински водич, но исто како и водич по културни и историски, односно овие класичните тури, цркви, споменици. И уште од тогаш имаше луѓе кои што знаат добро да запакуваат таа понуда. Сметам дека токму тоа не достига. Значи, еве, си дозволувам да кажам јавно, бидејќи повеќе од 10 години работам со туризам, не само сега во Охрид, туку почетоците биле во Македонија, потоа имам работено во неколку азиски земји, во неколку африкански земји, како и низ Европа, дали со професионални ангажмани, дали со хонорарни ангажмани, но постојано сум била некако во тие води на авантуристички и на алтернативен туризам. И знам дека тоа што се бара и тоа што се очекува и тоа што се вреднува многу повеќе во моментот е нешто автентично, рурално, еколошки ориентирано. А не е кич и не е копија на некое монданско место. Значи, еве тоа нека биде и апел до Охрид, како и, не знам, до кој да слуша, дека производот кој што го нудиме може да се прилагоди на барањето на гостите. Она што го имаме како наше лично, автентично, кој што никој во светот го нема како конкурентен производ, а тоа е нашето езеро со сите своји ендемски видови, нашите национални паркови и сите останати природни богатства, да ги понудиме во едно убаво пакување, наместо да ги уништуваме и да понудиме некој кич кој што никој пат нема да го замени тоа природно богатство. Океј, планинарење, екстремни спортови, туризам, каде тука влегува и се вклопува сликарството? Сликарството се вклопува во сите тие што ги наброја, тоа е неразделно од сите тие што ги наброја сегменти. Дури кога сум на планина, јас постојано го користам слободното време да цртам, да сликам, да правам скици за нешто што понатаму ќе прерасне во слика. Кога си доаѓам овде, каде што имам услови, во некое импровизирано ателје, се обидувам сите тие скици да ги принесам на платно и да прераснат во слики. Неразделен дел е сликарството, токму поради тоа што тие планини, кои што се битен дел од мојот живот, се и моја многу голема ликовна инспирација. Така. Добро, каде следно, Илина Арсова, каде ќе се искачуваш? Кој е следен твој проект на кој што во моментот работиш? Ќе се обидам повторно да го искачам Денали во Аљаска, но не е тоа некоја сега официјална најава што па после некој да ми замери ти рече дека ќе одиш па не отиде, но тоа е едноставно желба. Желба да се постигне. Да, сега не секогаш желбите и можностите се поклопуваат, но би сакала до крај на 2015, така си имав зацртано, не верувам дека ќе успеам, но сакав првично до крајот на 2015 да го комплетирам тој циклус од 7 врвови на 7 континенти. Ќе видиме, значи многу голема улога играат и финансиите, бидејќи некои од тие експедиции си доста скапи, а за тоа треба спонзори, па за тоа треба и доста трчање и организација, а малку сум заморена од тие работи, па повеќе би сакала дури да се откажам од некоја таква голема планина или проект, а да направам... Само за да се прескокне тоа. Да, само да се прескокне тоа, а во меѓувреме јас ќе бидам подеднакво стрекна и 100 пати наместо тоа да се искачам на Галичица, наместо на некоја голема планина. Океј. Илина, некаде при крај сме со емисијата, мене ми останува да ти се заблагодарам за твоето денешно гостување, воено и да со оглед на тоа дека ни е последно издание за оваа година, за некој ден ни е новата година, да ти посекам се најдобро во неа, во 2015-та, па и да ги освоиш сите овие врвови кои што ти се твоја цел. Благодарам на поканата, ми беше навистина задоволство. Ете, исто така и на сите гледачи може да им посакам среќна нова година и да чекорат напред и кон своите соништа и да не се откажуваат. Патот кон врвот никој пат не е лесен, но е возможен.
Ти благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, во денешниот Урбан сонувач ве носиме малку назад во историјата кога се создаваше приказната за најпопуларниот новогодишен украс, некаде позната како новогодишна, некаде како Божикна елка. За некој најрадосен празник, за некој причина за хистерија и паника, а за многумина навика која ја носат од детството. Порано елките се носеле од шумите, свежо и сечени, некогаш се купувале на пазарите, а денес најчесто се одлучуваме за некој пластичен примерок купен од кинезите. Дали некогаш сте се прашале од каде стигнува овој обичај? Дали има врска со нашиот фолклор и традиција или сепак е нешто што доаѓа од западниот свет? Дали сте се прашале дали постои правило како се кити елка? Дали е сеедно за која боја ќе се одлучите? Дали тоа има врска со христијанството или се работи за пагански обичај? Во текстот ќе ви откриеме тајната за потеклото на омилениот новогодишен обичај. Преданието вели дека пред местото на раѓањето на Исус Христос растеле бор, елка и кедар. Во знак на радост што се родил Божиот син, кедарот и борот му ги подариле своите плодови, а елката, бидејќи немало со што да го дарува Исус, се расплакала. Тоа го видел добриот ангел кој се сожалил над елката и симнал звезда од небото која ставил на незиниот врв. Верувањето вели дека секое новогодишно дрвце треба да има украс на врвот кој символизира подарок за Исус Христос. Елката секогаш имала посебна улога во христијанската историја. Така според црковните записи, Свети Бонифаций, проповедувајќи го христијанството, користел семе од северна бела елка. Семето кој има форма на триаголник послужило за неговата приказна за Светото Тројство, а поединци и денес веруваат дека овој вид на елка е најприкладна за оваа намена. Во 16-тиот век традицијата за китење на елки се ширела на територијата на Германија. На јавни места биле поставувани елки кои децата ги украсувале со јаболка, бомбони, ореви и цветови од хартија. Сепак многумина веруваат дека првото божично дрвце доаѓа од Латвија, а за тоа постои и доказ, надпис на 8 јазици кој гласи: Првата новогодишна елка во Рига 1590 година, изрезбана на еден од плоштадите на оваа балтичка земја. Во 17-тиот век се шири обичај за китење на елка внатре во домовите, но многумина овој обичај го поврзувале со протестантската вера. Во 19-тиот век овој обичај почнал да се шири меѓу благородништвото, па принцезата Енриета го донела во Виена. Војводката од Орлеан е заслужна што китењето на елка станал обичај прифатен во Франција, а откако се појавиле цртежи со слика на британската кралица, нејзиното семејство и новогодишна елка, овој обичај станува составен дел на масовна употреба. Потоа традицијата за китење на елка доаѓа дури до Америка и тогаш повеќе немало сомневање. Украсувањето на елката станало дел од популарната култура. Благодарение на влијанието на германската култура, овој обичај стигнал и во нашите краишта. Нашиот фолклор додал некои карактеристики во китењето на елката, како што се украси од суви сливи, восок, ореви и шеќерни јаболка. Денес новогодишната елка е најубав и највесел дел од семејната традиција. Почитувани, ова беше се за денес. Ова последно издание на емисијата Нов ден за 2014 година го завршувам со искрени желби оваа наредната да не биде поуспешна, посрекна и побогата. Со наредното издание на Нов ден се гледаме веќе во 2015 година. Среќни празници!